изнакупи? Неќе сум изнакупил. Леле. Многу си изнакупил, Скапо продаде или ефтино купи, а? И едното и другото. Едното и другото. Леле. Скапо продадов, а ефтино купив. Знаеш шу? Кажи. Чув Ајде. таму еден трговец. Купува јајца и тоа ги плаќа поскапо. Па ми текна мене, си се растрчав низ пазарот, ги испокупив сите јајца. Сите? Да, за 12 гроши. За 12? И него му ги продадов за 250 гроши. И знаеш... 250? Колку јајца купи тој? 1000 јајца. 1000? Што ќе му се? Во саламура ќе ги чува. Каква саламура? Ќе ги носел да ги продава во столнината. Чунки тамо едно јајце било 1 грош. Значи за 1000 јајца може да земе 1000 гроши. А јас му собрав 1000 јајца за 250 гроши. Од 12 200... Да. Ние ќе се збогатиме, нека ги кајме. И сега знаеш ли што имам на ум? Сега ќе појдам низ селото и ќе ги соберам сите јајца. Ќе направам 1000 јајца. И пак ќе му ги даиш за 250 и ќе... А не, сега сум ти решил друго да работам. Ќе си ги земам тие 1000 јајца и сам ќе си ги носам во столнината. Ќе правам трговија. Не. Чорбаџија ќе се сторам, мори. Не, за нас таа работа ќе одиш дури таму. Не, ќе одам. Еднаш мора да одам и чорбаџија да се сторам. И така е. Со седење не бива, еднаш треба човек да реши. Одам. Леле, ако зафатиш многу пари, па ние можеме после и некоја голема работа да си зафатиме и богати да се станиме. Како не? Хај, носи врши. Затоа јас ја издумав оваа работа. Носи врши. Така и ќе сторам. И дојди да се договори. Ајде, ќе дојдам да го врзам магарето сам. Хај. Леле. Ете ти кога си има късмече. Леле. Ајде, Боже поможи. Ајде, се убаво, со среќа. Ајде, сполајте. Слушај. Ајде така и... Ти куќата да вардиш. Немај, Гајле, немај. Немај. 4 да ги отвориш очите. Ид да си немаш, Гајле. Така. Немој ујдур ми така да слушам како васка. Леле, вака сега на поаѓање ќе се караме, не сакам вака. Ја, ходе малку мајтап да направам. И да ги покриеш убаво јајцева, си ги остави вака. Наравно, покриени се. Ајде сега со здравје, остани и варди ја куќата. Ти да внимаваш, папа. Јас ќе внимавам. Долги патишта се тоа, 4 ќе си отворам. 4 да си отвориш. Ајде. Ајде со среќа, со здравје. Ајде. Добар ден, ага. Добар ден. Кај си кинисал? Далеку, дури до столнината. И што бараш таму? На пазар ќе одам. На пазар? Ке купуваш нешта? Не, ќе продавам. Ќе продаваш? А што ќе продаваш? Јајца. Што? Јајца. Какви јајца, бе? Како какви? Од кокошка јајца. Кокошка? Па многу си понел. Многу понесов. Колку има? 1000. Машала, 1000 велиш, а? Знаеш ли бе ти Копук еден дека треба да платиш баждарина? Знам, ага, како не знам. Еве, сега ќе платат. Ајде. Сега си да знам јас редот и законот. 10 гроши бе. Аха. Колку рече? 10 гроши. Еве, ќе ти дам јас, еве,
10 гроши Така? и еден чакмак. Чакмак. И чакмак. Абе, ти мислиш со 10 гроши и со еден чакмак да одиш во столнината? А? Еми, Не може така. има Не. Мора да платиш 100 јајца. 100 јајца. 100 јајца да платиш. Па ага си го знам јас, адетот и законот, Ма- 10 пари, кафе пара си, и чакмак. Сузбе! Ти го знаеш стариот закон, а новиот закон го немаш читано. За 1000 јајца треба да даеш 100 јајца, ако немаш 100 јајца, ќе даеш 100 гроша. 100 јајца ако дам, што ќе ми остане мене за продавање? Ако бре, што ќе ти остане? Малку ти се 900 јајца, слушај ваму. Или давај 100, или ќе ти ги искршам јајцата. Не дам, Како бре не даш? не дам. Ќе си одам јас по редот и законот, ќе си се вратам кај кадијата и ќе се ожалам кај него за оваа работа. Кај сакаш оди само едно да знаеш. Од тука па мораш да поминеш. Ќе поминам? На друга страна нема да те пуштат. Знаеш ли или не знаеш? Знам, ама прво ќе одам кај кадијата. Оди кај Знам. сакаш. Ајде, Ајде. Сиктер. Ајде. Па ќе се видиме. Ајде. Ајде, бе. Чуч бе, пуста. Чуч бе. Каде? Каде? Таму? Не може таму. Како не може кај кадијата? Не може кај кадијата. Па, сакам јас да се ожалам. Оти, лели, ако не ми е право, треба да се жалам на кадијата. А мене не ми е право. Што не гледаш бе човеку, не можеш горе кај кадијата. И како не можем? А не можеш. Што носиш во кошницава? Во кошницава што носиш? Јајца? Јајца. Јајца? Задавање? Не ми се задавање, за продавање ми се. Па да беа задавање може, ама ако не се задавање, ајде врати се. Ама има и задавање. Има и задавање, а? Колку? Малку. Малку. Колку? Малку. 20. Да ти се многу години, Ефенди Кадио. Кажи, што имаш за кажување, оти имам многу работа. Кажи, што имаш за... Добро, Ефенди Кадио. Еве што е работата. Мислам дека ти си тука за да ја дели правдата и да каже како што треба. Да го направи редот. За баждарџијата ми е. Јас понесов јајца во столнината да продам и сега како што е редот и законот си знам јас. 10 пари баждарина. Јас му дадов дури еден чакмак, тој не ги. Сака 100 јајца баждарина да му дам. Ефенди Кадио, ти го знаеш редот и мислам да го сториш редот. Јас ќе го сторам редот, ама и ти, ако го сториш тоа, Ако го сториш... го знаеш? До сега не го знаев. Ама ете, од сега почнувам да го учам. Аферим. Така, она што е за продавање е да стане за давање. Лели така? Колку јајца да ти... Колку
Jajca? Aha, 50 jajca. 50. 50 яйца. 50. И по-добро. Вей, се ќе давам 50 јајца, ама ти, ако сакаш да ми напишеш едно пусулче до баждарджијата, да му давам само 10 пари и ништо појќе, како што е редот и законот. Ќе ми го направиш тоа? Dobro de. Јас ќе му напишам пусулче. Да. Dobro. Ти. Се врати, а? Се врати. Пак дојде. Давај сега, мај. Ќе ти дам сега. Начитай. Шо ми даваш бе копук еден, а? Пусул од кадијата. Што треба да ти дам, ти пишува внатре. Јарно, овде пишува дека треба да дадеш 30 јајца. Колку? 30 јајца. 30 јајца? 30 јајца? Да. Галиба, јас треба уште многу да учам. Уште многу. И затоа сега има да дадеш 100 јајца. Чекай, не ли пишува 30? Море има да дадеш 100 јајца. Ако не ти чини, оди жали се пак кај кадијата. А ако не ти чини кај него, оди жали се кај војводата. Разбра? Море, хајде. Колку повисоко се жалам, се поскапо ме чини. Така е. Слушај, ќе ти дам 100 јајца. Ќе остане и за мене нешто. Ајде. Ајде. Давај. Почна да учиш. Само да ти кажам право, имаш уште од школа. Ајде, наполно.
Арно што не ја разбираш оваа работа. Си го учиш само и си го гледаш кејф. А ме прашуваш и мене. Што маки и што не прави не видов. Човек требало само да излезе од дома и да ја види целата неправдина во царштината. Од баждарджи и кади. Кој знае, кој може да ми помогне? Тука, пред оваа порта, ово е најголемиот големец. Белки тој ќе ми помогне. Само, како ќе влезам? Море, да почнам јас да се дерам и да лелекам од овие неправиње, па ќе ме чујат и ќе ме пуштат. Отвори, мајко! Што неправдина ме снајде! Ој! Луѓе! Неправдина ме снајде! Голема! Судре! Чопе! Ама ти се молам, ефенди! Нема што да ми се молиш. Кој си, бре, ти тука да се дереш и да викаш, за да го нарушуваш мирот на Садрјазмот? Против царските луѓе будалаштини да зборуваш, а? Ама сакам да му се ожалам на Садрјазмот за неправињето што ми го направија царските... Сус на тебе ти велам, бре. Ти ќе му го нарушуваш мирот, нели? Ама ефенди, само да му кажам да... Бре, коските ќе ти искршам, та не можеш да бегаш кој ќе те тепам, разбираш? Абе, брадата ќе те искршам, бре! Само да се ожалам! Сус, ќе те пратам Тарсана да сучиш гемиджијски ортоми за цел живот. И само тоа не ефенди, ама ти се му... Еве на колена... Судре! Абе, судре! Сиктер! Уште си тука. Уште си тука. Сус! Тут! Сиктер! Сиктер! Што не прави? Ќе беше ова, бе. И од Кади, и од Вали, и од Баждарджи, и од Садрјазми. Што царштина ќе беше ова, бе? Кој јал, кој не јал 3,5 пак, кој платил, кој не платил пак 3,5. Ај, Ана сега, бе. Отвори, мајко! Што неправдина ме снајде! Луѓе! Неправдина ме снајде! Што е ова викање? Не слушаш? Слушам, ама не знам што ќе, како да се жали некој. Отвори, мајко! Ако се жали, нека се жали дома. Кажи му, не овде. Мене, да не може да дремам. Може би си има мака човекот па дошол до тебе. А и за тоа си има ред. А не сега, кога ми се дреме. Стража! Повели, честити Садрјазме. А бре, шо е тоа дерење таму? А? Што се дере некој, што е тоа? Една будалетика. Сирова, па будала, знаеш. Вика на сет глас. Му велам, немој да му го реметиш мирот на Садрјазмот, а тој будалетинка се заинетил како добиток, не разбира. Не разбира? Арно де, оди го му еден ќоте. Ама веднаш. Веднаш честити Садрјазме. Може му беше голема маката. Е, може маката голема да му била, ама и мене дремката ми е голема.
А и ти престани да збориш. Што царщина ќе беше? Да немаш на кого поплак да му врлиш, да се ожалиш. Ни на Кадија, ни на... Сега, реков да те нема. Леле, како ќе те тепа. Леле, како ќе те тепа. Останав и без пари и без јајца. Јајцата ми ги собраа. Баждарджи, мито, баждарджи, мито, баждарджи, мито. Шо царштина ќе беше ова? Нема кај да се завртиш, а да не даш или рушвет, или баждар. Ај овој стражарот ба, кај садријазмот. Ко почна, ко ме подбра, кај со клоци, те и со шлаканици се поврат ми чинеш. Што да правам јас сега? Добар ден, чек. Чекај. Ево. Кај си тргнал? Абе, овде на гробишта ме пратија, ми умре вујкото, па... Ама не може така. Зошто? Треба да платиш. Што да платам? Баждар да платиш, што да платиш? Баждар да платам? Баждар, ами што? Па се ми е платено ми е место, сандакот. Платено ти, ама баждар немаш платено. Дај еден грош. Баждар. Баждар. Па до сега не било така. Не било, ама од сега ќе биде така. Тоа е нов закон. Јас сум поставен пред 2 дена за баждарџија тука. Дај еден грош и после врши си работа. Нов закон? Дај да го видам тој закон. Законот сега не ми е тука. Дојди утре, ќе го донесам, ќе го видиш. И ќе го прочиташ. И така, ќе ми даеш сега еден грош. Еден грош. Грош еден, само еден. Немам грош. Како бе немаш грош? Дали ти е скапо? Скапо ми е. Од кај ти е скапо еден грош? Скапо ми е еден... Во град колку? Во град не се плаќа еден грош. Не се плаќа еден грош, ама 100 јајца се плаќа. 100 јајца? 100 јајца, мене ми земаа 100 јајца за да влезам. Ако немаш еден грош, дај 100 јајца. Немам јајца, ќе ти дадам грош. Ајде ми го тој грош. Еве ти грош. Ама да знаеш, многу ви е скапо и не ви... Ајде, прави многу муабет. Хајде, бркај работа. Тука бил мадемот. Да сакаш и закон? Сега ќе ти начкрапам еден закон, што ни ти ќе можеш да го прочиташ, ниту јас ќе знам што пишува. Само шкрабаници и чтракутаници ќе направам. Да не може да го прочита ни царо, ни садријазмот. Оти сите закони што мене ми ги потурија под нос, беа само чкрабаници. Кој сака, нека дојди, нека го чита и нека го разбери. Ово е царски ферман за баждарина на гробишта. Кога ни е таква царштината, зошто да не го направам јасно?
Почекај малку, ефенди стражаре, каде? А? Каде? На гробиште. Како на гробишта, овие не се ваши? И како, нели, нашите се до вашите, нели низ вашите се оди до нашите? Да, бе, да се оди, ама треба прво да платиш баждар. Шо да плата? Баждарина. Од кога тоа? И под кој излезе законот? Каков закон, бре? Царски ферман. Баждарина на гробиште да се плаќа. Ајде. Аха. И од кога тоа? И тазе е, сакаш да ти го дам да го прочиташ. Ево. Читай го. Ај, прочитай го ти, бе. Па не се чита ова, тешко е, царски ферман е ова. Слушај, ваму, јас имам работа, умре жена му на садријазмо, треба да ја закопаме, разбираш? Па, не можам јас со тебе сега се расправам тука за не... Чекај, бе, па ако умрела жена му на садријазмот, треба тој прв да си плати баждар. Оти големците, ако не го чуваат законот, како ќе го чува рајата? Ајде, ајде, грош баждарина, бе. Дај. Чекај, бе, полека, бе, полека, бе, полека. Ајде, ајде. Ајде, Сузан. Абе. Да не сум те видел јас негде порано, а? Не. Не. Не си Не си ме видел, ама јас сум те видел и сум те запаметил. Се е готово, честити садријазмо. Отидов на гробишта и се заврши. Арно. Ај оди си, слободен си. Може нешто да те прашам, честити садријазмо? Ај, кажи. Многу чудно ми падна оти на гробишта требало да се плаќа баждарина. До сега такво нешто немало. Ко му реков на баждарџијата, тој извади еден ферман и ми го покажа. Вели од царот бил. Баждарина? Арно баждарина, ама баждарина за нагробишта, па... Бога ми, дај ми го тоа тефтеро со фермани да видам јас. Шо вери во него? Чекај, вака наопаку си ми го дал. Да вида, што вери, еве ги наредби. Еве го наредби. Нема. Нема баждарина за нагробиште. Види вака. Ти појди, викни го тој што зема баждарина на гробишта, нека оди кај царо. А јас ќе појдам кај царо и ќе го опитаме дали тој има дадено таква наредба да се плаќат баждарина за нагробиште. Јас мислам дека царот таква наредба нема дадено. Разбра? Оди сега. Ај. Баждарина. Таков ферман немам дадено на никого. Знаев, честити цару, дека се работи за некој измамник. А еве го. Влези бре ваму. Бујрум. Абе, чорбаджи, ти ли си тој што земаш баждарина на гробишта по еден грош за влегување, а? Јас сум, честити царе. Ами... Од кај си зел изин да бидеш баждарџија, бре? Еми, кога можем и без изин, зошто да го земам? Еве, јас толкува години како работам на гробиштата како баждарџија, уште никој не дошол да ме праша имам ли изин или немам. Само едно, да ти кажам, честити царе, јас како си запишав сам во законот
Како си го начкрабав, така и работам. Запишав 1 грош ќе земам и по 1 земам до денеска. А не како твоите баждарджи, им пишува 1, тие зема 2 гроша, им пишува 2, тие зема 20, 30, 100 гроша. Го одраа светот, честити царе. Од каде ти тебе толку умбре да го правиш тоа? Тоа сакам да ми го кажеш. Ќе ти кажам од кај ми дојде таа мисла. Јас сум ти, честити царе, еден сиромав човек. И од вилјаетот мој, кој тргнав заваму, носев со мене 1000 јајца да ги продавам во царштината тука, во столнината. Чунки кај нас јајцата се многу ефтини, а тука скапи. И си мислев, чорбаджија ќе се сторам. Арно, ама, овој баждарджија, место 10 пари, 100 јајца, другиот 50, третиот 100, четвртиот 150, останав без ни едно јајце. Ете и садријазмот, отидов кај него да се жалам, ниту ме слушна, ниту ме прими да ми ја чуе молбата и жалбата, туку ко ме подбра со шлаканици поврат и со клоци по задлото дебело месо, ме избркаа, честити царе. И кога си отидов сам, си се замислив, што ќе правам јас сега, без јајца? Немам од никаде, ни грош. Си велам, што да правам? И сега, честити царе, си се мислев, велам, тука, во оваа наша царштина, баждарджи, кади ќе те одерат до кожа. Живеачка нема. И си се сетив сам, си рекол, па кога нема ред во оваа наша царштина, што не си се сторам јас еден баждарджија? Се умев, се думав, кај да се сторам баждарджија? И ми текна дека не земаат баждарина само на гробиштата. Па решив таму да се сторам баждарджија. И ете толкува години работам како баждарджија, честити царе. Ако мислиш, оти треба да ме судиш, суди ме. Ако мислиш, оти треба да ми простиш, прости ми. Садријазме, вистина ли е? Вистина, не си сакал да му ја чуеш молбата? Да, не знам како да кажам, многу ми се спиеше, честити царо. Многу ми се спиеше и члезет не видов, а тој туку ми се дереше долу под прозорецот и затоа не му ја слушнав молбата. Шуш? Вака јас мислам. Оти ти, човече, немаш никаков кабает. Да си одиш слободно по патот и да си ја вршиш работата. Фала ти што ми ги отвори очите. Ке морам да тргнам по црштинава да видам како судат кадиите и како зимаат баждарджиите. Ај со здрави. Со здравје, честити царе. Не чини, бре, не чини, Садријазме, не чини. Ама, за тие... Сус, народ е тоа. Народ, а не добици. Сус! Додека си жив, треба да учиш. Ова ли е куќата на оној што отиде да продава јајца во столнината? Овде. Овде е неговата куќа, ама тој не е дома. Не ли отиде од тогаш кога отиде во столнината и не се врати. Не знаеме ни дали е жив, ни дали е здрав. Ете, не му било речено со трговија да се збогати, ете, тоа ти е... Не, ама мене не ми треба тој. Ти ми требаш. Што јас? Зошто јас? Што сум изгрешила јас на црштината, та мене стражари и војски да ме бараат. Зошто јас? Ама, види,
Царот ме прати да ти донесам еден абер за казна, чунки многу сум му сгрешил да човекот вели. Еве, повели. Чекай, ферма. да не умрел, не дай Боже. Кој да умре? Тој? Па маж ми. Како да умре толкав човек? Арен ја? Арен е здрав, жив. И ова за мене, Ферманова. За тебе, еве, да прочиташ и да видиш што ти кажу. Не. Не ми се гледа, ке сакаш да ми го прочиташ? Не ми се гледа, Арно. И мене не ми се гледа, Арно, да ти кажам. И тебе не ти се гледа, гледам јас. А и што да го читам кога знам што треба да ти кажам? Кажи. Вели вака, да појдиш и ти во столнината, чунки тој таму станал голем богаташ, чорбаџија. Ја. Аха. Па сака и ти да појдиш таму и ти малку убаво да си поживееш со него. Сакаш да појдиш кај него? Прашувам дали сакам. Како не ке сум сакала овде да се мачам? Ке дојдам. Само да ме почекаш ти мене малку овде, бидува? Да отидам јас до даскалот наш, нема му се гледа. Да ми го исчита ова, па ке ме почекаш? Почитуван